ајде да одиме на работа. Тато работи, мама работи, баба не работи повеќе, таа е во пензија. Но таа вели дека има нова работа. Се грижи за мене. Јас не работам. Јас сум малечок. Само си играм. Си играм доктор, си играм учител, си играм кондуктор во воз и си играм водоводжија, додека ги чекам мама и тато да се вратат од работа. Тие се враќаат доцна. Кога тато ќе се врати дома, си играме каубојци. Тато е конјот, а јас го јавам. Фаќаме само еден бизон. Потоа, тато вели дека е уморен, дека денеска имал многу работа. Но јас не сум уморен, бидејќи само си играм. Кога мама ќе се врати дома, читаме приказна, но читаме само неколку страници. Потоа, мама вели дека е уморна, бидејќи денеска работела многу напорно. Но јас не сум уморен, бидејќи јас само си играм. За време на вечерата ги прашувам мама и тато што прават на работа. Тие велат дека работат во канцеларија. А што е тоа канцеларија? Прашувам. Тоа е соба во која има маса, одговара мама. И што правите таму? Прашувам. О, вели тато. Читаме, разговараме на телефон, имаме состаноци, пишуваме. Следниот ден донесов важна одлука. Денеска нема да си играм. Денеска ќе работам во канцеларија. Баба ми најде една вратоврска во шифонерот на таа. Си ја врзав и седнав на мојата маса. И така цел ден. Кога дојде од работа, тато сакаше да игра каубојци. Премногу сум уморен, му велам. Имав премногу работа денеска. Кога мама си доаѓа дома, сака да прочитаме уште неколку страници од приказната. Уморен сум, и велам. Имав многу работа денеска. Тато и мама изгледаат збунето, но баба им вели. Да, тој работеше во неговата канцеларија цел ден. Веднаш потоа отидов да си легнам. Работам напорно и баба работи напорно. Таа вели дека навистина и се допаѓа новата работа, да ми одбира вратоврска секој ден и да ми биде секретарка. Денеска баба дојде во мојата канцеларија. Имаш важен состанок, ми рече таа. Уплашен сум бидејќи ова е мојот прв состанок, а уште повеќе се сплеткувам кога ќе видам дека тато влегува во мојата канцеларија. Здраво? А што правиш ти во твојата канцеларија? Ме прашува тој. Зборувам на телефон, пишувам, имам состаноци, одговарам јас. Но тато не ме слуша. Тој гледа во мојата вратоврска. А што е ова? Прашува тој. Тоа е мојата вратоврска, одговарам јас. О, не, вели тато. Тоа не е твојата вратоврска. Тато си ја зеде вратоврската, замавна со неја и викна. Ова е најдоброто ласо што сум го видел досега. Јас му скокнав на грбот и успеавме да уловиме повеќе од 10 бизони во канцеларијата. Потоа дојде баба. Таа ни рече дека треба да ја напуштиме канцеларијата, бидејќи ја дојде на хигиеничарката. Потоа се врати и мама. Почна да ги подредува хартиите и книгите. Таа дофати една кутија. Што е ова? Праша таа. Не знам, одговорив јас. Не е мое. Молам, како тоа во твојата канцеларија, а не е твое? Ајде да видиме што има внатре, рече мама. Внатре имаше голема книга која нема видено претходно. Мама ја зеде книгата и почна да чита. Јас ги вртев страниците. Ја прочитавме цела. Скоро цела.